Германскиот гигант од Штутгарт, Mercedes-Benz, пред неколку дена во својата фабрика во Тускалуса, Соединетите Американски држави, направи сериозна светска премиера на дури 4 нови автомобили. Фабриката во Америка беше избрана како епицентар на промоцијата, поради тоа што во неа неодамна се склопи 5 милионитиот примерок на Mercedes-Benz, а веројатно и за да се прати една порака дека компанијата сериозно размислува да префрли дел од своето европско производство во Тускалуса. Според последните најави, покрај најновите промовирани модели на Мерцедес, во Америка ќе се произведува и стратешки важниот SUV модел за американскиот пазар, а тоа е Mercedes-Benz GLC. Зошто се планира производството на GLC во Америка? Одговорот е едноставен, поради царините на Трамп, кои сериозно ги оштетија финансиските биланси на европските производители на возила, а и поради тоа што дури 25% од вкупната продажба на автомобили од брендот отпаѓаат на ултрапопуларниот GLC. Од тие причини раководството на Мерцедес планира да инвестира околу 4 милиарди евра во американската фабрика, за да ја прилагоди за производство на овој SUV, како и да го зголеми капацитетот на производството од сегашните 300.000 на околу 340.000 примероци. Но да се вратиме на светската премиера. Што беше презентирано на специјалниот ивент предводен од генералниот директор на Mercedes-Benz Ола Калениус во Америка? Прво, компанијата го представи новиот SUV Mercedes-Benz GLS, за кого луѓето во компанијата велат дека е S-класа во нивното SUV портфолио. Како премиум SUV, тој најдобро треба да ја демонстрира новата порака на Мерцедес, која гласи "Добре дојдовте дома", и според која секој автомобил од оваа марка треба на своите клиенти да им го обезбеди комфорот и пријатноста исто како да се наоѓаат дома. Предниот и задниот дел на автомобилот имаат дизајнерски освежувања и поатрактивен изглед. Во новиот GLS се вградени нови, освежени и поагилни мотори. Благодарение на вградениот паметен систем и Active Body Control, возните состојби се анализираат 1000 пати во секунда и автоматски ја прилагодуваат суспензијата на автомобилот според патот по кој се движат и начинот на кој се вози. Од компанијата тврдат дека како резултат на овој нов систем имате чувство дека возилото лебди во воздухот, а вие нема сериозно да почувствувате ниту една нерамнина или дупка на патот. Сите перформанси на возилото се под константен мониторинг и на Mercedes оперативниот систем или MBOS, која интегрира секоја функција соодветно и секогаш освежена преку over-the-air апдејти. За забавата при возењето се грижи стандардниот MBUX Super Screen, што се протега по целиот кокпит и со кои трите екрани со големина од 12,3 инчи се поврзани под една стаклена површина која делува како да гледате во еден огромен екран. Патниците од задната клупа ги забавуваат два елегантни 11,6 инчни екрани. Како и во другите премиум автомобили од марката, на возачот му стои на располагање и MBUX Virtual Assistant, кој може да прави интелигентни разговори и на патниците да им дава исклучително корисни, но и забавни информации. Во стандардната верзија секој GLS нуди простор за 7 патници и 3 реда на седишта, а во третиот ред може да патуваат релаксирано и патници со висина до 1,94 метри. Сите модели може и целосно да се кастимизираат, односно прилагодат според желбите на клиентите во мануфактур студиото на Mercedes-Benz. Сосема логично, возилото е опремено со еден куп безбедносни и системи за помош на возачот. Вториот модел, дел од големата светска премиера, беше новиот Mercedes-Benz GLE. Моделот кој има исклучителна популарност и се продаде во светот во повеќе милиони примероци. Во оваа сосема нова верзија на премиум SUV моделот се сменети или ревидирани повеќе од 3000 компоненти. Дизајнот е поагресивен и попрепознатлив.
Доминира осветлената ѕвезда во средината, околу која се протега и е осветлена и поголема светлосна рамка. Веднаш воочливи се и двата хоризонтално поставени ѕвездени мотиви во предните светла. И овде е вграден интелигентниот Mercedes-Benz Operating System или MBOS, кој го прави автомобилот GLE попаметен и поинтуитивен сопатник кој го следи, разбира и еволуира околу возачот и неговите афинитети во возењето. Ентериерот е изработен од премиум материјали, а за забавата и чувството добре дојде дома се грижи и стандардниот MBUX Super Screen, исто како и кај GLS. И кај GLE се вградени нови поагилни бензински и дизел мотори, кои нудат подобри перформанси и уште подобри својства во поглед на бучавоста, вибрациите и слично. А тука е и плагин хибридниот модел, кој нуди возење само на струја од околу 106 км според ВЛТП циклусот. И овде можете да си разговарате со агентите на вештачката интелигенција, кои се тука да ви ги обезбедат неопходните информации, да ви помогнат да го најдете најдобриот и најбрзиот пат до вашата цел преку системот за навигација и секако да ви прават друштво ако ви е здодевно. Она што е интересно за него е и капацитетот за влечење од 3,5 тони, што го прави одличен за влечење на трейлер, приколка или глисер на вашите патувања и годишни одмори и авантури. Третиот модел, дел од светската премиера на Mercedes-Benz во Америка, беше и варијацијата на тема GLE Coupe. Со нов дизајн на предниот и задниот дел и препознатливата Coupe линија, која благо се спушта кон задниот дел на автомобилот и се поврзува со новиот спортски спойлер. За уште поатрактивен спортски дизајн се грижат и новите специјално креирани 20-инчни алуминиумски тркала на AMG. На кровот го имате и транспарентниот дел, еден од најголемите лизгачки панорамски покриви во класата, кој доаѓа како стандардна опрема. Кај него централниот прозорски дел може електронски да се подигне и потоа придвижи врз задниот стаклен дел кој што е фиксен. Со тоа се отвара слободен проток на воздух во внатрешноста, доколку се разбира времето надвор е топло и пријатно. И во интериерот, преку елементите на AMG Line Sports Seats, пакетот се засилува спортското чувство кога го возите овој атрактивен спортски модел. Последни на големата промоција беа двата електрифицирани модели Mercedes AMG GLE 53 4MATIC Plus и GLE 53 Hybrid 4MATIC Plus. Првиот благ хибрид со 48 волтна технологија, а вториот 400 волтен плагин хибрид, обата изведени од 3-литарскиот 6-цилиндерски мотор со системска моќност до 585 коњски сили. Семејството на GLE 53 на Mercedes-Benz има уште поемотивен дизајн и нова технологија вградена во себе. Во предниот дел ја разпознаваме специјалната AMG маска, ново дизајнирани шмукувачи на воздухот и карактеристичното LED осветлување. И задницата го има тој AMG дизајн со ново обликувани задни светла, со елементи на ѕвезда и типично AMG издувен систем со две издувни цевки. Ентериерот е спортски, агресивен, како што впрочем им прилега на моделите од AMG.
овој јануари на сајмот во Брисел, компанијата од Расселсхаим Opel на своите клиенти и фанови им ги представи новите генерации, или подобро кажано освежувања, на најпродаваните автомобили од компактната класа, новата Opel Astra и новата Opel Astra Sports Tourer, кои веќе во февруари станаа достапни за порачка. Она што особено не радува е дека новата Astra е дизајнирана, склопена и направена во Расселсхаим. На прв поглед новата Astra е помодерна, поостра и поизразена. Логото Opel е поставено централно во уште потесниот преден визор и за прв пат кај моделот е осветлено. На предницата може да се забележат некои елементи на Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, кој за прв пат беше презентиран на минатогодишниот саем во Минхен. Во поглед на дизајнот особено се атрактивни и алуминиумските тркала од 17 и 18 инчи, како што се атрактивни и новите бои Contour White и Clover Green. Тие особено се истакнуваат во комбинација со црниот покрив. За силно осветлување на патот се грижат IntelliLux HD светлата со повеќе од 50.000 елементи, кои може да се порачаат како опционална опрема. Технологијата на осветлување со висока дефиниција се грижи за максимално осветлување на патот, без притоа да се заслепат и загрозат другите учесници во сообраќајот. Исто така, системот кој ги препознава сообраќајните знаци, кога се приближува до нив, дополнително ги намалува сноповите од LED светлото, со што го штити возачот на Астрата од рефлективниот одсјај. За комфорот во внатрешноста се грижат интелигентните специјално патентирани седишта, кои го носат името IntelliSeats, кои се стандардни во секоја варијанта и опција. Тие се ергономски дизајнирани и овозможуваат пријатно чувство при седењето дури и на долги релации. Од GS нивото на опрема нагоре, новите Астри имаат и AGR одобрени седишта за возачот и совозачот, кои се грижат за грбот и рбетот на патниците. Кокпитот во интериерот е удобен, инфотејментот поизразен и поедноставен за употреба, а во интериерот се водело внимание и за паметно користење на материјалите и ресурсите. Во поглед на моторите на располагање ви стојат Astra Electric со моќност од 115 kW или 156 коњски сили и батерија со капацитет од 58 kWh, која нуди автономија до 454 km. Електричната Astra за прв пат нуди и V2L, Vehicle to Load, со што се нуди напојување на надворешни уреди, како што се велосипеди или мотори, или други апарати во домаќинството, или на патување и кампирање. Оние кои сакаат повеќе хибридни варијанти, може да ја изберат варијантата со 107 kW или 145 коњски сили, која почнува со цена од 32.990 евра, или пак да се решат за плагин хибрид со 144 kW или 196 коњски сили. Нешто поевтина со цена од 34.640 евра е варијантата со 1,5 литарски дизел мотор и моќност од 96 kW или 130 коњски сили. Хетчбек моделот нуди простор за товарење од 1339 литри со спуштените задни седишта, додека кај караванската или Sports Tourer изведба овој волумен изнесува 1634 литри. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Светот на Tech Alliance, германската компанија што го креираше легендарниот TechDoc, ни доаѓа сосема ново решение за независни сервисни работилници. Во оригиналниот онлайн софтвер TechRMI на Tech Alliance ќе најдете се што му треба на вашиот сервис: технички информации, податоци, електрични шеми и графици, дијагностички кодови и упатства за сервисирање. Дополнително со пакетот го добивате и TechDoc каталог бесплатно. Само во Autotrend, овластен Tech Alliance партнер за Македонија. Во изборот организиран од World Car Awards, во чија жири членуваат 98 истакнати новинари од автоиндустријата во светот, автомобилот BMW iX3 50 X-Drive од новата или Noe класа е избран за автомобил на годината. Покрај титулата Светски автомобил на годината, iX3 ја освои титулата World Electric Vehicle 2026 или најдобро електрично возило за 2026 година. На кандидатите од најтесната листа на изборот се правени обемни тест возења, пошто жирито воопшто не го криеше своето задоволство од возењето на новата класа. SUV моделот BMW iX3 за прв пат беше покажан на саемот за автомобили во Мюнхен минатата година и веднаш предизвика сериозно внимание во јавноста, покрај другото и поради големата автономија од 805 км со полна батерија. Со новиот храбар концепт наречен Air Space Lab, француската компанија Renault ни дава мало навестување за тоа како ќе изгледа следната генерација на Space, еден од 12 модели кои Renault ќе ги лансира во следните 4 години, со електричен, продолжен или хибриден мотор. Концептот е долг околу 4,5 метри и висок 1,5 метри.
Иако во Рено велат дека овој концепт нема директно да води кон некој нов сериски модел, сепак во него, како и во сите концепти, можеме да насетиме новини кои сигурно ќе се имплементираат и на фабричките производни линии. Airspace Lab е развиен од Futurama лабораторијата на Рено групација, која има задача да развие паметни автомобили за 2030 година. Она што може да се забележи од прва е новата модуларна внатрешност со кабина која може да се конфигурира согласно желбите на сопственикот. Кокпитот е базиран на заоблен панорамски екран кој се протега по целата должина на таблата, а во Рено велат дека клучните функции ќе бидат контролирани природно, како што тоа се прави и со паметен телефон, од централниот екран чувствителен на допир. Во интериерот се гледа и волан спарен со steer-by-wire систем, кој според Рено нуди подобра прегледност и комфор од другите модели на денешницата. Кај со возачот, предните воздушни перничења и воздушните завеси се вградени во седиштето, кое пак може да се помести назад во вториот ред. Одзади се сместени 3 индивидуални седишта со наслони за глава кои се повлекуваат. Задните врати се отвараат по 90 степени за полесен пристап до кабината. Концептот има и други елементи од безбедносен аспект, пред се алкохол детектор базиран на допир и посебен безбедносен асистент или тренер за возење, движен од вештачката интелигенција. 12 нови модели кои ги планира Рено за Европа ќе се фокусира на C и D сегментите за мали и поголеми автомобили и ќе бидат во срцето на планот да се подигне глобалната продажба на брендот до 2 милиони примероци, со половина од нив продадени во Европа. Во чест на 50 годишнината на легендарниот 5-цилиндарски мотор, Audi Sport го представи својот нов модел од специјалната едиција RS3 Competition Limited. Планирано е од моделот со 5 цилиндри, кој има одлични перформанси и јасно препознатлив спортски звук на моторот, да се произведат само 750 примероци. Уникатниот мотор на Audi својата приказна ја почна во 1976 година, во втората генерација на Audi 100. На новиот спортски модел имаме специјален и поагресивен надворешен дизајн, со предна единична рамка, споена со вшмукувачите на воздух од двете страни. Тука се поставени и беџови во боја на традицијата и специјални карбонски елементи во мат боја. За дополнителен впечаток, новиот RS3 Competition Limited има 19-инчни тркала со 10 крака, исполнети со златна мат боја. Предните LED матрикс светла се затемнети, повторно уникатен елемент само кај специјалната едиција. Кога се отклучува или заклучува возилото, сегментите од LED светлата осветлуваат шема од бројки кои одбројуваат 1, 2, 4, 5, 3, што го представува редниот број под кој се пали 5-цилиндарскиот мотор. Денес моторот со 5 цилиндри на Audi RS3 доаѓа со 2,5 литри зафатнина и моќност од 294 киловати или 400 коњски сили при вртежен момент од 500 Нм.
Со него RS3 Competition Limited од 0 до 100 км на час забрзува за само 3,8 секунди, со максимална брзина од 290 км на час. Моделот за прв пат има и суспензија со преклопни пружини и нов робусен и многу потврд заден стабилизатор. Покрај препознатливиот звук, во моделот има и RS спортски издувен систем, што дополнително го засилува ржењето на моторот. Во интериерот повторно препознаваме ексклузивни елементи. Комбинирани се боите на злато и джинџер бела боја. Светлата во вратите проектираат текст, логично RS3 Competition Limited, кој е втиснати на патосниците, покривката под наслонот за глава и тепихот во багажникот. Без оглед на тоа колку брзо и динамично се влегува во свиоци, возачот и совозачот се совршено прицврстени во нивните RS седишта, комбинирани од микрофибер материјал и кожа. Инструмент панелот е голем 10,1 инчи, а тука е и виртуалниот кокпит на Audi. Во Германија, овој модел од специјалната едиција ќе се продава по цена од 108.365 евра.